Добре дојдовте во најновото издание на Срце на дланка. Моето име е Оливера и денес ве водам кај две семејства кои имаат тешка животна судбина. Доколку вие живеете тешко и сакате да го ставите срцето на дланка, пријавете се на телефонскиот број 075-304-405 или пак на социјалните мрежи на Срце на дланка на Facebook, Instagram и Twitter. Се вели дека среќа е да го добиеш тоа што го сакаш, но успех е да го задржиш тоа што го добиваш. Да видиме како ќе го стават своето срце на дланка и што ќе привлечат двете семејства кои денес ќе го споделат својот живот со нас. Денес со екипата одиме во Прилеп, одиме во семејството на Цене Маџуни. Ова семејство навистина тешко живе, субстандардни услови, тешки и сиромашни услови за прехранување, а се прашуваат и самите тие како ќе ја поминат зимата. Затоа го ставија своето срце на дланка. Цене Маџуни на 15 години одлучува да влезе во светот на возрастните. Веројатно не искуството и лошите избори ќе направа денес таа да живее лошо. Таа е ќерка единка во семејството кое животот го минува во социјален стан од 20 метри квадратни во населбата Точила во Прилеп. Пред повеќе од 20 години го губи својот татко и тлото под нозете со неговата загуба, бидејќи тој ја давал најголемата поддршка во се. Цене од неуспешниот брак раѓа два сина, големиот син Далибор и помалиот Емил. Несреќа го прати и Далибор, кој веќе со месеци поради излив на крв во мозокот и во несвесна состојба и во болница во Хрватска. Свесна сум, ќе рече Цене, за грешките во минатото, но никако не можам да ја смирам болката во срцето, зашто не можам да му обезбедам храна и нормални услови за живот на синот Емил, кој има само 13 години и гледа во училиште како се хранат и како живеат неговите соученици. Цене принудена е да оди во црква да питачи за да донесе храна за синчето и болната неподвижна мајка, или пак да собира шишиња за да обезбеди некоја стотка и купи лекови, бидејќи од 12.000 денари пензија на бабата, во месецот им остануваат само 2.000 денари. Во собата дом ова семејство нема ништо што е здраво и функционално. Се е скршено и надвор од употреба. Емил секоја вечер паѓа од креветот, јаде само супа или каша од брашно, а најболното е што и кога е најладно, ова младо момче се грее на пареа од вода, загреана во тенџере, доколку има плин во плинската боца. Денес сме во Прилеп. Денес сме во населбата Точила. Уште едно семејство ќе го стави своето срце на дланка, бидејќи повеќе не може да издржи. Денес сме кај семејството на Цене Маџуни. Цене, добар ден. Добар Јас ден. сум Оливера. Јас сум Цене, мило ми е. Ме повика бидејќи тешко живеете со семејството. Да, имам многу тежок живот, катастрофа. Зашто? Што е катастрофално? Катастрофално ми е тежок живот, што немам ништо, немам никакви услови. Второ, имам син болен во Хрватска на операција. Трето, и другото дете ми е исто така болно со срцето. Замор. Има голем, после тоа нормално стана понервозно со ситуацијата на брат му, ми сличи на брат му. Со колку приходи живеете месечно? Приходи само 2.000 денари останува од пензијата на мајка ми. Ништо од тоа, што ќе одам во грчка црква, што ќе ми да народ. Со тоа, некако се снаоѓам, шишина. Просите Збирање. за да донесете лепче. Мора да се проси да се донеси нешто дома. Барем лебо, ако ништо друго. Се останувале ли гладни некогаш? С ние останувале. Да. Да, ќе се напиеше ако треба вода, али со празен стомак ќе се знае. А како е во станот? Сигурно Катастрофа. да имате функционално. Немам ништо, ни бојер, ни вода, ни ништо. Воопшто немам функционално, ништо немам. А станот ваш ли е? Не под кирија е. Од Кирија. Преку татко ми се под кирија. Плаќам кирија, откида плаќам, ми запирам тарите. Нема откида платам. Исто така има ви заскривија 10 години за плаќање. За останат долг. За останат долг по 2200. И баш кај што трошиш. И од каде ќе ти остана, дали лекарства за детето, дали лекарства за мајка ми фатена, болна дома. Не е катастрофа живот. На кој спрат живеете? Катастрофа на 5.
Нема лифт зградата? Ке мора да се искачиме догоре и да ми ја раскажеш детално твојата тешка Ке животна може, приказна. нема проблем. Мајката со години се нема симнато. Со години. Таа е неподвижна. Неподвижно 12 години. На што се греете? На ништо чеквам, оно така шпоре. Се направено, то не е шпоре. Онака. Направено така. Чеквам вода со вода, пареата што испарува, тоа е. Некогаш супа чеквам да ја ниме. Некогаш нича, тоа што се дава од црква. Или брашно. Ништо друго нема што јаде. А дали посакува да јаде детето, посакува. Ама нема. 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 Сигурно во училиште му е најтешко. Многу му е најтешко. Кога немате да му дадете пари. Кога немам пари да му дам. Кога немам да му дам некој услов. Барем да земи нешто. Ми мери, мамо, очко, јас би се учил појче. Али бара наставниците да поучам и од лаптопо има или од компјутер. Мама нема услови да земи. Да би сум имала појче, дојче научил тоа. А кога немам услови, немам. Ценема Џун има 50 години, се мажи на 15 и раѓа 2 сина. Поради лошите услови, ке рече таа, пред 13 години одлучува да се врати во домот на мајка си и од тогаш започнува нивната голгота. Стресот и проблемите ке ги разболат сите. Синот Далибор, бабата Драгица, Цене, па дури и малиот Емил, кој е сериозно болен од срцеви проблеми и болки во градниот кош. Цене, од каде потекнуваш? Од каде си родена? Исто во Прилеп. Во Прилеп. Тука си порасната. Тука порасната, тука живеем, тука потекнувам. Во овој стан живеете од дете? Во овој стан, да, од дете живе. Браќа, сестри имаш ли? Браќа, сестри нема. Сама си. На мојата 15 година се запознавме, кога јас идев овдека. И така по големо запознанство со него. Прво живеевме онака пријатели, после тоа се ставив со него во врска. Од тогаш се омажив и родив 2 деца. Но не бевте среќни во бракот? Не бев среќна воопшто во бракот, уште кога го зедов, ај првите денови беше подобар. Од кога ми се роди второто дете Емил, тој воопшто почна да не биде добар, да биде скитник, пожени. И така, натака, јас нормално не го пишува на челото каков е, шо е и кој е. Од тога си дојдов кај мајка ми, кај што ми било детството, кај што ми седела, живеела. Сигурно ви било најтешко кога одлучила вашата ќерка да се омаже толку млада. Тешко ми беше. Ама ете се зарубила и ништо не можев да ја запра. Едно дете имате. Едно. И на тоа не можевте да му дадете убав живот. И за тоа не можем да му даем убав живот. Тешко ми е. Кога беше млада, кога учеше училиште, веројатно беше посрекна, беше помирна, Тогаш бев помирна, посигурна се чувствував, посреќна бев, пребидејќи имав и татко. Имав и подршка и од татко ми. Ама сега немам татко, имам и мајка болна, безпомощна, што може таја да ми направи. Што му се случи на Далибор? Тој се снајде, работеше, после тоа му се случи таму, од тоа се враќа дете во болно. Мамо, шо е? Јас имам ковид. Добро, реков сине. Оди на болница, јас не можев да појдам. Немам средства со што да појдам да го видам детето. Мене јака болка се обестегаше. И после тоа доби крварење во мозоко. Со инекции му вадеа, извадила само 2%, а 50% остана крвта. После го земаа за операција во Хрватска. Одам, збирам донација со детево или па сама. Со тој лист?
Да. Фалам на народот колку што ќе дат, толку ќе испратам на докторо. И докторо ми вери кога ќе се оперира, не се знае дали 90% ќе познава или не. После тоа, по неколку месеци ќе почне да познава и ќе почне да се знае кој и што и така. Сигурно, на мајка е најтешко детето е да е во друга држава, да не може да отиде да го види. Страдаше од срцето. После тоа. Откога страдаше од срцето, почна да го стега граниот кош премногу. Еднаш на училиште премногу го стегаше граниот кош, тоаш, не знам, баш трето, четврто која беше, да се разликува. Силно го стегнало и че дошло за да не се запални детето. Емил. И после тоа, не знам како ме повика наставничката, така нешто беше, дојдете, рече, вака, не јавен, земете го. Го зидов, само одев по болници, одев, не се најде лекарства, освен доксид. Шо друго? Има и понатамошно пишува лекување. Јас со кои пари универзитет да го лекувам понатамошно тоа дете. Ова семејство живее во мал социјален стан соба со едва 12.000 денари месечно. Кога ќе одвојат за сметки и лекови, се што им останува се само 2.000 денари. Во домот, освен што немаат храна и грејење, се е во состојба на распаѓање. Од мебел до бела техника. Тоа ја принудува Цене да питачи во најблиската црква и да се моли за парче леп за синчето и болната мајка, за да не се доразболат уште повеќе. Мајка ми зема, ама колку зема? 12 со тие 12. Имам извршител. И за пера за станок по 2200. Извршитело. После тоа, пред 20 години најдоа струја по 2200. Ами башка што ќе дојди, јас то како можам да го платам? Не можам. Немам средства, немам што да го платам. И ќе исплатиш, например, ќе одделиш од пензијата, ама што ако ќе одделиш? Тоа ќе одделиш. Ама 2000 денари останува, со 2000 денари дали се живеј? Одам во црква, тоа што ќе ми да народо, ќе донесам дома, тогаш ќе се израдувам дека моето дете ќе касни нешто што ми дал народо. Ќе го најадам, а дома нема со што да го најадам. Со супа и каша, не може само за тоа да се одржава. Ќе појде на школу, ми е грев што ќе гледа од децата. Некој каснало чоколадце, некој се напило сок, некој нешто јадело, ама тоа нема. Тоа само може да гледа. И ништо друго. Кажавте дека и шишиња собират. Исто така, да. Одам леко со детево, собирам шишиња, колку што ќе собирам, толку, колку што ќе извам, толку, барем да има. Лебо да се земи, па и напреш кажат, че јадиш. Но 30 дена во месецот не може да поминеш со... Не можам. Треба лекарства. Мајка имам фатена. Болна е. Моментално конските и се руна. Има количка дајано. Јас ќе изнесувам со количката ливерче. Не зедов, немам потреба. Кога таа мајка јас се гледам што ме гледала мене. Да лежи болна. Тоа ми е премногу тешко. Што те бара најчесто? Мало сакам сокче, мало сакам чоколадце, мало сакам како и другите сендвич да каснам. Мамо нешто пица да каснам. Ама немам. Толку ќе ми рече, мене тоа срцето ме боли. Полка ме боли. Кога немам да му дам да касни, да не гледам. Не јади, веќе касни ме нешто. Ако ни да. Ако ви дадат? Од црква. Ако ни дадат од црква. Ако не, ќе трпе. Сте трпеле? Ако не, мислам ќе видиме така. Вода ќе трпијаме. Легни па, стари. Но се заспива ли гладен, само со вода во Не се стомак? заспива, сине се превртувам. Не можам се превртам. Туку овка, вака се превртам, овко. Коре мрда розе, ова мрда на вака. Розете не мрда. Нема никаква разонуда па. Нема ни телевизор. Телевизорот ни го дадоја. Работи ли? Не се стине, не. Живе дете ако работи. За дете се колнам.
Не работи златно пиле. Овде ги превезува кавле сами, да викиш мајсторка, че викиш, ите таму служат. Луѓето, фала што ни го даде, затоа младо како тема девојче ни го даде, ревевче. Фала па што го даде, ко служа неколку 7-8 месеци, па ќе се завртам, ота да се рода, ќе ми биде. Ќе гледам слики, ќе гледам нешто друго. И така времето се врвеше. И се ми е расипано. Еве, на она се топлам. Нема на што се топлам, шпоренцено, што гледате така. Но тоа гледам, гледате и некоја вода. Да. Што ќе правите со таа вода? Ништо, така се греам на пареја. На Да биде топло. Има код краде велike парејата, малце ќе го стопли, ко ќе дојди. Немате за грејно тело пари? Нема. Нити па за струјата да ја платите? Нема. Не. Исто така и топла вода на него се капе и не да го измиеш. Исто и ние се треба да измијаме. Булјар немате? Нешто се ја расипано. Како живееш тука во станов со Лошо, молева? неубаво. Зошто? Се вратите распаднати се греам на вода. На вода се грееш? Се загреваш ли барем? Не, креветов пајđа. Што се случува навечер кога спиеш? Пајđам тука, пак станувам и овде столици реда. Да може да се доспиеш? Да. Исто сакам да имам и лаптоп, компјутер, нешто, биро. Дали би бил среќен ако те кажам дека денес ќе те доделиме лаптоп? Ние соработуваме со Бурче од Донира и компјутери. Да. Денеска ќе ти доделиме лаптоп за да можеш да учиш и Фала повеќе, многу. да можеш да бидеш барем на тоа ниво во моментов еднаков со другарчињата. Фала многу. Што ќе и да на мајка ми донирано и се облекувам. Сигурно сакаш да отидеш нешто да си одбереш ти што сакаш Да, од продавница. да. А ми облека да си за патики нови, вентијага. И да си имам и убава соба исто така сакам. Дојде заспало, па паднало. Че се ватам вака, че ватам нозете. Абе стани, велам на мајка му. Дете му разбуди како не може да го кренеш. Качи го горе. Така се расправаме. 3 години, во 4-та година е. Чувајте ме. А после? После нека ме фрла во дома, јас што му сум. Јас сум да мирисам со дете. Јас да го разбалам детето. Детето мене ми е повредено, секојаш ми било повредено детето, него јас. Не сум се гледала. Јас сум работела тука, бабчи. Колку време сте во ваква состојба, Драгица? 12 години сине. 12 години вака лежите. 12 години вака лежам. Зошто на земја? Зошто немам кревет. Нема кај купам. Сакам да му помогнам, ми е жал. Ама не можам да му помогнам. Поскромно семејство одамна немам сретната. Да се живее во волку лоши услови, а да се бара толку малку само зборува за големината на овие несрекни луѓе. Зашто и покрај тоа што кај нив треба да се почне од нула, сепак тие бараат и посакуваат само здравие, храна и соодветен кревет, да не паѓаат додека сонуваат, бидејќи сонот им е единствената можност за да избегаат од реалниот живот и маката. Што ми е најпотребно? Прво нормално нешто, некој кревет, било како, па макар и настаро. Да има нешто да се некри. Да има и незино што да ја некрам. Храна, средства немам. Зошто? Со вода, само со вода не се мија. Треба да стори сјај. Треба да измијаш. Земам на рака, перам со сапун. Сапунот и раката не е исто. Тоа е да испериш во машина. Не ви работи машината? Не, ми е дадоја, фала му, исто од црква. Поработи неколку е време, после тоа пукна нешто. И таа нема. Да. Фризидеров и тој не чини. И тој ми го дадоа, и тој за некој време исто. И тој не работи. Не, тој не работи. Но и немате што да чувате. Не. Бидејќи И да немате работи ниту- што ќе чувам. Шо? Ништо не може да чувам. Да оздрави детето. Да му помини. Колено минеро, Колку време? 3 години.
Го мислите сигурно многу. Секако. Исто и то. Бода од срцето. Како би биле срекни ќерката и внуците? Да се обрачени сине, да име да јада, да име долуче да посела, на ова да не биди. Да има некоја помош, да му се помогни, да биде и тие, како и другите. Посакувам, пожелба имам голема така. Утре може ќе умрем, ќе ги остам така. Да видам, како ќе видам и моите деца, како и другите, дали ќе видам. Тоа ви е може би последна желба. Тоа ми е сине. Ами размислувам да си имам нов кревет. И брат ми да оздрави, размислувам. Тоа само. За батот е најтешко. Да. Кога беше брат ти здрав, се слушавте ли? Да. Сега не се слушаме. Сигурно многу сакаш да го видиш. Да. Овде сакам си останам и тој само не да биде. Сакаш со него да бидеш. Но тој е многу болен сега и веројатно тоа ти е најголемата желба, кога би можел да одбереш меѓу соба, меѓу облека, меѓу храна и брат ти да оздраве, што би одбрал? Би сум одбрал тој да биде здрав и жив. Тогаш би била најсреќен. Да. Ти си прескромно момче и верувам дека ќе ти се исполнат желбите. Во животот не оди секогаш како што ние посакуваме. Плановите пропаѓаат, луѓето се разминуваат, а ние остануваме сами. Од соништата кои како млади сме ги сонувале, гледаме само една бела трага и се прашуваме колку ли човек може да издржи а да не заплаче. И не треба да се плашиме од лошото време, туку од лошите луѓе. Има една работа на која не учат најважните луѓе во нашите животи, а тоа е дека кога ни требаат, а ги нема, не учат дека не ни се ниту потребни, ни требаат само оние кои знаат да ни подадат рака кога ни е најтешко. Повторно со екипата одиме во Велес, денес во семејството на Тале Витанов. Тој е самохран татко на две многу мали дечиња кои што не знаат се уште дека нивната мајка ги оставила. Побара помош бидејќи веќе не му е сигурно ништо, а не знае ниту како ќе ја помине оваа зима. Тале Витанов веќе неколку месеци живее сам со своите деца. Роден е во Велес, каде го минува детството и младоста. Имал скромен, убав живот, ке рече тој, додека била жива мајка му и додека живееле во заедница со сестра му. Денес, вели тој, повеќе не е така. 10 дена пред да се роди неговата ќерка Јована ја губи мајка си. Со тоа и поддршката во се понатаму. Иако се жени и сака да создаде семејство, нема да има среќа вечно да го задржи. Само 9 месеци откако се раѓа неговото синче, дознава дека мајка им ги напуштила и не може да продолжи понатаму. Денес минува ден за ден, никаде не е вработен, бидејќи мора да ги чува децата кои често се разболуваат. Сам ги пере, им готви, а понекогаш мора да ги легне и гладни. Млекото често го заменува со сокче, а храната потребна за раст на децата ја заменува со супа. Често ги заигрува, за да не мислат и да не прашуваат каде е мајка им, вели тој, но и за да не мислат дека се гладни. Сака да работи и да им обезбеди иднина, а нема да преживее, вели тој, доколку утре некој му тропне на врата и му ги одземе немилите. Денес сме во Велес. Помош од нас бара самохран татко кој има 4-годишно и 1-годишно дете. Вели веќе нема излез и затоа мораше да ни се обрати. Не знае како да купи млеко, како да купи памперс и затоа ни се јави. Дали сме на улица Славјанска. Да. Трајче Витанов. Точно, да. Јас сум Оливера, срце на дланка. Не побара, ни се пожали дека имаш проблем кој што почувствува дека ние можеме да го решиме. Што е проблемот, рече? Проблем, значи не можеме да испаднеме од сето ова криза што се дешава моментално. Имам две малолетни дечиња, едното година дена, другото 4 години.
Така да се одлучив да ве повикам вас. Оваа Секој- куќа тука е Да, секој- твоја? Точно моја е куќа. Секој ден дневните потреби се поголеми, значи млеко, памперс, јакнички, чевлички, треба зимно време иде. И се остана до другото сметки. Каде живеете? На горниот спрат или доле? Натаму живеам на горниот спрат, кој што и тој спрат е така поделен. Ова е доле, местото кое што да не е досредено. А кој живее долу? Доле живее татко ми, Само со таткото ли живееш и со децата? да, со татко ми и со децата живеам. Тоа е местото кое што седим тука, кое што нели немаме соодветни услови ни за туширање, Ова ви е тоалет? да. Кое што Тука чувствувам дека некој плаче, очигледно е дека тоа се твоите деца. Почувствувале сигурно дека си излезан, те вараат. Тале потекнува од Велес. Има 35 години. Немал премногу среќно детство, но сепак има моменти на кои со радост се сеќава од тоа време. На 30 години одлучува да создаде семејство, за 10 дена пред да ја добие ќерката, ја губи мајка си, која сега, да би била жива, вели тој, би му била и најголема поддршка во се. Тука сум роден во оваа куќа. Тука детството ми помина до моите 35 години. Фала му на Господ, мислам дека и понатаму. Имам еден родител, сестра имам, мажена. Како живеевте како деца, кога бевте како семејство? Па, живеевме некако сложно, но како растевме така, слогата пораснуваше и во не слога, па некогаш додавме нели до делби, до куќи и така вообичаено стасавме до тука. Оваа куќа е на татко ми, кој што јас користам еден дел од куќата, еден дел повеќе и она. Личноста која што ја запознавам пред 5 години, фала му на Господ, со не застекнувам 2 дечиња, што тие 2 дечиња, исто фала му на Господ, си ги гледам и јас. Особата си ги остави, си ги напушти. Причина не знаеме која е, можеме само причината да ја нагаѓаме. Пред 4 години се раѓа Јована и чинам дека 10 дена претходно ја губиш мајката. Тогаш имаше бура од емоции, не знаевте дали да жалите или да се радувате. Да, мајката ја загубивме, но фала му на Господ, Јована ја добивме. Пред се не му се лутам на Господ за сите тие ситуации. Животот, не знаеш како испаѓа, нели, не знаеш каде ќе заглави, каде ќе тргне. Фала му на Господ, после се до тоа мина и период кој што имаше временски период и стабилен и среќен живот, но не знаеш дали од безпарицата тргната расправијата, дали од нестабилниот, нели, живот кој што средината кој што ти го принудува така да живееш. Удар во животот овој млад човек добива пред неколку месеци, кога, како што вели тој, без никаква причина, дознава дека од тој ден веќе мора да функционира како самохран татко. Состојната мајка си ги остави децата. Јас се борам за нив, значи сакам да обстанам, значи сакам да си ги имам. Значи како и секој еден родител, немаше некоја јака и страшна расправија за да дојде до овој степен, но не сакам да ги нагаѓам тие работи кои што она си ги има зацртано. Незина работа, она знае зошто и како. Не можам да нагаѓам, нели? Временски период од 5 години, 6 сме биле заедно, во тие 5 и 6 години се десили убави, неубави работи. Не знам она како ги склопила, кој убави, кој не убави и зошто донела таква одлука. Но сепак, јас би сакал да се изборам за овие 2 деца, да им пружам среќно детство, иднина. Но во моментов не можеш тоа да го сториш за тоа што си невработен. Во моментот не можам тоа да сторам за тоа што сум невработен, но упорно сакам ете и би работел. Тоалет, бања имате ли? Тоалет немаме,
Немаме комплетно купатело, децата се мали, треба да се бањаат. Како ги бањате во моментот? Моментално ги бањаме, нели, топлина вода, па се си минјаме доле и ги бањаме во корице, кај што недолико во 21 век да живееме и ние така. Во судбината и животот никогаш не знаеш како ќе ти испрати во која насока. Овцето те боли, тата? Добро, татичко, ќе отидеме после кај докторка да ти видиме, добро? Ајде, сеска. Претходно работевме малце почесто со земјоделие, со грозје, сезонски работи, но имаше кој да се грижи за децата. Значи ти можеш да ги обавуваш секојдневните потреби на семејството и на детето. А доколку сме во ваква ситуација, не можеме ништо. Моментално стануваме укопани во место, таму кај што сме. Во моментот одат во градинка децата? Моментот децата одат напати во градинка, не одат стално, затоа што сметки има за плаќање, не можеш да ги подмериш, средства треба, но што попрво од сето тоа да направиш. Ова семејство живее со месечен приход од 8360 денари. Има неколку извршители поради неплатени долгови, па често неговите деца се принудени да легнуваат гладни, а млекото да им го заменува со сок. Најтешко е кога се болни, па нема ниту за лекови, па како што вели тој, ако треба да им купи чашка јогурт за да се освежат, им дава само 1 до 2 лажички. Дури сега разбира колкав товар, вели тој, носат самохраните мајки. Со колку приход месечно живееш? Со приход месечно се живее 8360 денара, Секогаш ги земаш? кој што тие 8360 денара не знаеш дали вој месец ти ги земеш, дали мајката ти си ги повлече парите, дали Случувало е тоа? може се случува, да. Дали ти ги земеш парите, не знаеш тука на што си. Тогаш што останува тие 2-3 како стигнува за храна, млеко? Не стигнува за храна и за млеко. Моменталната ситуација е тешка ради што сум јас даден на извршител заради неплатени сметки, нели? Телефон, кабловска, кога ти си немал средства тоа да го подмириш, а си сакал детето твое да гледа цртан, си сакал да му пуштиш нешто да види, како и секој едно дете, но ти не си бил во можност ето тоа да го направиш. Колку финанси си во долг? Јас можам да... Добро, тато. Јас можам да претпоставам дека сум во долг 2000 евра, 3000 евра. Останувале ли гладни децата? Напати да, се дешавало, значи да си легне без млеко, да си легне без сок, без храна. Го тешиш на друг начин, па да заспие, но ти знаеш дека детето е гладно. Знаеш дека нема млеко, знаеш дека нема доволно да му дадеш. Како на малото, така и на поголемото. Значи нема доволно храна, зимен период иде, треба јакнички, чевлички. Се јавила ли некогаш? Ги побарала ли мајката? Мајката ги побарала, но многу поретко, затоа што во овие измените 2-3 месеца што би сменило тие кој би прашал како е детето? Ништо. Кога е нема она топлина, мајчинство, да осети љубов, кога тебе нема да те гушни, кога ти нема да го гушнеш. Што би ти сменило? Ништо. Секој кој би се осудил да си остави собствените деца, треба секогаш да размисли зошто би го направил тоа. Која му е целта во животот? Што е тоа што може него да го направи посреќен од едно дете, од една топла рака, од едно нелицемерие, значи детето не знае... Чистина и невиност. Детето не може да направи лицемерие, не може да направи и не може да сгреши. Не би дозволил такво нешто, а никогаш не би го преживеал тоа. Тоа ми било крајна фаза во животот мој, доколку би престанело срцето моје да чука, само би можел да не знам они кај се. А доколку моите 2 раци, 2 нози, срцето моје функционира, јас би се борел за нив. Тешко живееш, 2 деца мали, со своји побарувања. Велиш, ги разбирам колку тешко живеат самохраните мајки.
ги разбирам, потполно ги разбирам. Добро е да се бориш, добро е да упорен да бидеш во тоа. Значи, сепак е жена се бори. Добро, тато. Значи, жена се бори, сака да се избори за собствените деца, да бидат, нели, некој нешто утре, да дојде ден, да погледнат во лице, таа е мајка. Секоја една мајка е мајка. Ама маж на 35 години како мене, јас би сакал да се изборам и се борам за моите деца да чувствуваат и да ме имаат мене. Да знаат дека постои некој за нив. Да знаат дека утре некој може рака да им подаде. Самохраните мајки ги поддржувам. Браво за нив. Ќе го извадиме, тато. И ги поддржувам во секоја ситуација. Никој не би сакал да си го напушти семејството. Секогаш сакам децата растат со двајца родители. Ако е возможно тоа, ако не е од, нели, не дај Боже икс причини. Но ако би го можеле тоа, двајцата го направат, секогаш да се борат за своите деца, затоа што тие се се. Тие се и обстанокот, и сената му во животот. За намирници се снаоѓаме напати, нели ќе побараме по дуќаните некогаш да се запишеме на вересија, некогаш од сработеното она што не е доволно, ќе гледаме да одвоиме и за нив да има, за да можеме да удоловиме, да нема, нели, да не почувствува дека фали нешто, но секогаш не можеш тоа да го додирнеш. Никогаш кога би побарале конкретно нешто што им се јадало поголемото? Не можеш да го купиш, затоа што ќе влезеш во маркет по леп, а оно ќе посигне по кремче, а ти не можеш да го купиш тоа. Ќе влезеш во маркет, дали ќе посакаш да купиш леп или сарајле, а оно ќе докачи јогурт, ти не можеш да му го купиш. Што тогаш ќе велиш? Ќе купиме тато утре, викам. Ќе купиме други ден. Вечер ќе купиме, значи секогаш да му дадеме некој дознание дека пат ќе го има тоа. Маката те натера и да им готвиш сам? Маката натера да готвам Што сам. им готвиш? По напати супа, компир пасиран напати. Знаеме тоа да го направиме. Понекогаш манџичка, нели, ако е возможно, ако го има, нели, гравче, леќа, ако може да го има, ако не, не тато. Напати знаеш и да ги легнеш така. И гладни? И гладни да ги легнеш. Легнати се гладни многу пати, затоа што ти не можеш да обстанеш, да им придонесеш. Конкретно денес, што ќе им дадеш да ручаат? Конкретно денеска ќе им дадеме да јадат супа една, ќе им свариме, пари за млеко немаме. И денот и вечерта ќе поминат со супа и сокче. А утрешниот ден ќе видиме како ќе го пречекаме. Може ќе биде подобро, може и другата ден ќе биде подобро. Никогаш не знаеме, секогаш се надеваме. Би ти било ли олеснување вработување? Многу ми значило вработување, многу значи фирма да има, нели, позади тебе, да застане, да те разбере кога детето, нели, болно, неарно, грип, да те разбере дека треба... Бидејќи овие деца само тебе ти имаат во моментов. Точно, децата само мене ми имаат. Многу е добро кога би имал некој така да те разбере, да застане позади тебе, да свати дека детето е болно, неарно, дека ти денеска не можеш да извршиш задачата, фирмата која што ти ја зададе, кој што секој ден би пружил рака, нели, да би ми дал работа, да би ми дал, нели, грб, кој што можам и рака да се потпрам и додам напред. Со тоа би обезбедил иднината на твоите две мали деца. Со тоа многу би значило за иднината на моите деца, за иднината на оваа куќа и за сите понатамошни работи. Многу би бил благодарен, нели, додолку ја не почувствувам дека јас треба денеска да се грижам и пропаѓам дека јас треба да купам млеко, а немам
дека јас треба да му купам јогурт, а јас немам. И ред други работи кои што јас сакам да ги купам за него или за незе, а јас ги немам. Постојат многу работи кои луѓето може да ги направат, но едно од најлошите е да направат нешто за да нанесат болка некому. Се прашувам зошто ли го прават тоа, поради што и да е животот на таа личност повеќе нема никогаш да биде ист, зашто некој носи рана со себе каде и да оди. Едно од најубавите работи што човек може да ги направи и покрај се е некому да му ја намали болката, со допир, прегратка, убав збор, помош и да. Тоа не се луѓе, тоа се ангели кои одат по земјата и поради кои во нечиј живот повторно ќе се запали светло. Ако тие луѓе не ги гледате меѓу вас, еве ви прилика, станете еден од нив. Стојам на тврдењето дека не треба да гледаме кој е тука кога ни е убаво, туку треба да гледаме кој е тука кога ги водиме најтешките битки. Двете семејства кои денес го ставија своето срце на дланка, во овој момент живеат тешко и ги водат можеби и најтешките битки во животот. Затоа да бидеме нивни ветер во грб, да им дадеме рака за спас, затоа што нашето малку некому може да значи се.